Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ, а вие следите емисијата Заспи ако можеш, се уште со така малце надразнето грло, меѓутоа како и вчера ќе дадеме се од себе да го извадиме најдоброто од себе и од гостинката во случајот. Имено, моја и ваша гостинка вечерва е Катерина Велјановска-Блажевска, експерт за безбедност и геополитика, доктор на науки, професор на универзитет. Всушност морам да признам, прво добра вечер да ви кажам веднаш. Добра вечер. Велјановска-Блажевска е, да, малку е со двете презимења секогаш специфично. Вие всушност сте преквалификувана на некој начин, така што еве да ве замолам вас да ми објасните што се работите во кратки црти, можеби да доловат гледачите за кого имаме работа всушност. Ви благодарам за убавите зборови. Драго ми е што мојот опус сте го доживеале на тој начин. Јас сум редовен професор, аналитичар, експерт во одредени области како безбедност, геополитика и јавни политики. Се трудам мојот мултидисциплинарен аспект да го прикажам во се она во што се инволвирам, со цел да има поапликативен пристап, да донесе до одредена иновативност и да послужи за општото добро. Исклучително сте активна надвор од земјата. Тоа е интересно, постојано сте на некакви предавања кои што вие ги држите практично на разни универзитети, во разни организации. Тоа е исклучително тешко и напорно темпо. Темпото е захтевно, амбициозно, ентузијастички. Се радувам за сите тие можности, навистина сум благодарна што сум препознаена по одредени одлики што ми се поле на интерес, како што е безбедносната политика, геополитиката, развојот на медиумите кога станува збор за анализа на дезинформациите и нивното влијание. Ангажманите се од различен домен. Некаде сум поканета како гостин предавач на некој универзитет, некаде сум поканета како член на работна група, експертски ангажман во различен меѓународен проект, некаде и се надоградувам, така што се вкупниот овој континуитет прави едно интересно секојдневие. Сигурен сум во тоа и навистина е големо задоволство што сте тука со нас во оваа емисија. Ќе ги замолам гледачите колку што може повнимателно да следат, бидејќи ги разговараме на теми кои што се од една страна многу интересни, многу важни, од друга страна знаат да бидат и комплицирани, особено тој што не ја следи геополитиката, меѓутоа ќе дадеме од себе да бидеме што поразбирливи. Феноменот на глобализацијата се разбира е познат, меѓутоа времето во кое што живееме исклучително брзо, се менуваат работите практично од час во час и додека ние зборувавме за деглобализација, сега се појавува еден нов феномен на реглобализација. Како можете да го објасните ова? Како дојдовме ние живееме во еден свет во кој што тоа глобално село практично стана реалност, во кој што мислевме дека ќе го продолжиме понатамошно да живееме сите како практично соседи едни со други во таа некоја глобална заедница. Дојде моментот кога сето тоа за момент помисливме дека заврши, а еве сега вие излегувате со теорија дека всушност повторно се враќаме на глобализација. Интересно го пишавте сето ова и е навистина можеби захтевно за следење од страна на пошироката јавност, која што не се занимава со одредени терминологии, нивно разбирање. Еве попросто кажано, ние живееме во еден период на светска транзиција. Тоа значи дека ако сме биле претходно навикнати на еднополарност, сега имаме мултиполарност, односно многу чинители се вклучени во таа геополитичка рамка. Ако после студената војна се тежнееше кон глобализација, земјите да соработуваат, да се отварат кон повеќе економски можности, размена на добра услуги, на луѓе, односно ресурси и така натаму. Како круцијален период може да го спомнеме периодот на COVID, кога се вратија чекор наназад, заради тоа што во приоритет дојде националниот идентитет, грижата за сопствената нација. Тоа беше еден период кој што за сето тоа што му претходеше беше тешко разбирлив, но државите одбраа да се грижат за своите цели и интереси. Потоа се случи војната во Украина и навлеговме во некој период така наречена реглобализација,
односно сега следува период на повторно редефинирање на се она што се случува на глобалната сцена и распределба на сите тие можности, ресурси и капацитети во една поинаква состојба од која што сме биле досега навикнати. Но колку е можно сето тоа да се случува, да се следи исто така многу тешко, меѓутоа се случува бидејќи зборуваме за глобални процеси, исклучително важни. Еден свет се урива, се појавува нов, а потоа доаѓа и до уривање и на тој нов свет, условно кажано, за да се појави трет кој што пазаликува на оној претходно. Државите покажаа себичност. Јас така ќе го наречам тоа во времето на ковидот. Вие велите, се вратија кон националните интереси, тоа многумина го доживеа како себичност, особено кога никој на никого не сакаше да му даде вакцини, например. Гледаше прво да ги заштити своите сограѓани, сега дали е тоа себичност или едноставно практичност е друга работа. Меѓутоа, кога работите ќе се изменат, кога едната точка на глобална моќ, САД, ќе прифати дека постои мултипорален свет, значи има повеќе други центри на моќ, и тоа ќе го прифатиме сите како факт, потоа ќе биде многу тешко во рок од само неколку години, да не речам месеци, повторно да се вратиме кон идејата дека не сепак се уште САД се единствена суперсила, а другите ќе морат да се прилагодуваат на незините потреби и интереси. Да го прикажеме тоа како еден период на адаптација или реадаптација, можеби полесно ќе биде за разбирање. Се согласувам. Не може да се рече дека светот наеднаш ќе се видоизмени, иако војната во Украина може да кажеме дека отвори една поинаква перцепција или хоризонт за некое ново случување. Меѓутоа, тоа ново случување трае веќе неколку години и на еден начин јавноста, пошироката јавност прифати дека настанува некоја промена во светски глобални рамки. Останува геополитичките играчи да ја разберат таа промена и секој се труди на свој начин да се редефинира и да се пронајде во се она што се случува во геополитичка рамка или на геополитичката сцена. Ајде да бидеме практични во таа смисла. Што точно се случи и на кој начин треба да се прилагоди? Моментално промената на политичката сцена што се случува на индивидуално ниво во земјите носи своевидни интереси кои што можат да бидат потикнати од лидерска позиција и од наративи и на тој начин да се пресликаат и во внатрешната и во надворешната политика на земјата. Тоа редефинирање на внатрешни интереси што доаѓаат до израз и надворешно во однос на претходно постоечки алијанси е всушност збунувачкото. Сме биле навикнати да гледаме одредени сојузништва во заедништво и сега веќе гледаме дека постои некако враќање наназад, редефинирање, реорганизирање кон нови потреби и пронаоѓање на нови стојалишта на функционирање. И тоа не е нешто ново, тоа се случувало неколку пати низ историјата, така што она што се случува во денешно време и од денешен аспект е само што алијансите или здружувањата, сојузништвата, да го објасниме подобро на гледачите, покажуваат поинакви афинитети. Сојузништва помеѓу држави се случуваат секогаш кога постои заеднички интерес. Тој може да биде политички, може да биде економски интерес, може да биде географски интерес, може би да станува збор за ресурси, енергија и така натаму. И тој интерес и меѓусебно здружување никој не може да го забрани и тоа се склучува и преку океански. Не е битно да сте само во регионална соработка или соседи за да може да соработувате. Значи тие алијанси сојузништва се градат на една основа на заеднички интерес. Она што е во некаква поинаква форма е дека ако порано тоа сојузништво било формално и долгорочно, тоа што сега се смени е дека една држава може да биде во сојузништво со друга, за да соработува можеби во домен на политичка основа, да биде во сојузништво со друга држава на економска основа, во сојузништво со трета на воена основа. Меѓутоа, не се противречат едни со други. Тоа е мултивекторска политика. Значи не може да се пречат бидејќи веќе настанува тоа редефинирање и реадаптација која што треба малку да се восприеме од страна на
стручната јавност, а потоа и на пошироката јавност. Не се случува преку ноќ, но наративите и однесувањето на едни држави во однос на други со кои што претходно биле во некоја доминантна заедничка формација, го навестува овој тип на заедништво. Еве, например, да го земеме примерот со НАТО како алијанса. НАТО постои од која таму од 50 и некоја година, значи 70 и неколку години. Ние сме уште тазе 5 години во алијансата. Меѓутоа, ова организација постои многу долго и таа имаше јасно поставена структура во која што се знае дека САД се доминантни, објективно тие го прават и оној така наречен безбедносен чадор над Европа, кој што пат на Европа ја овозможуваше прилично лагоден живот, социјални издавања и така натаму. Меѓутоа дојде постава во Вашингтон која што едноставно не гледа така на работите и одлучи да го смени пристапот кон НАТО и тоа многумина збуни. Во Европа немалкумина се исплашија дека промената што доаѓа од Вашингтон ќе значи комплетно редефинирање на односите внатре во НАТО и тоа на некој начин ние го гледаме војната во Иран, впрочем, против Иран се извинувам, САД ја водат сами заедно со Израел, европските партнери едноставно не учествуваат во неа и претседателот на САД отворено ги напаѓа и поставува прашање, можеби легитимно од негов аспект, што ќе ни е НАТО ако ние треба да го браниме НАТО, а нас кога ни е потребно НАТО, едноставно го нема. Сојузот како воено-политички сојуз е се уште во една силна основа, така што не може да се зборува за негово прекинување, но можеби редефинирање во некоја идна основа. Наративите кои што ги користи претседателот Трамп се често пати променувани на дневна основа. Што е посебен проблем, добро? Така што знам дека сето тоа може да изгледа збунувачки, меѓутоа можеби е во еден домен и негова стратегија како да се постави во таа нова геополитичка сцена, да внесе некои нови видувања и доживување на Соединетите Американски држави, што би значило тоа само по себе на НАТО. Секако дека веќе Европската Унија си ја свати својата улога во тој домен и веќе се реорганизира да може повеќе да обрне внимание во однос на безбедносни одбрамбени служби, сектори и така натаму. Тоа е тој процес на редефинирање кој што едноставно прави и самата Европска Унија, која што е силна во својата политичка и економска основа, да може да дојде на пиедестал и во својата одбрамбена основа, така што но се уште ќе биде присутен чадорот на НАТО, единствено може да се заоштрат капацитетите на меѓусебно внатрешно соработување од воен аспект, можеби производство на амуниција и така натаму, но најбитно е Европската Унија да ја зајакне својата политичка кохезија, што уште повеќе би дошло до израз и во овие одбрамбени аспекти. Но тоа е сега во овој момент проблематично. Зошто? Затоа што Европската Унија е политички сојуз, НАТО е одбрамбена алијанса. Често пати се поклопуваат, се разбира интересите. Ние дури едно време мислевме дека тоа се вечни интереси, иако вечни интереси не постојат всушност, барем не во сојузничка смисла. Сега Европа се обидува практично да постигне една одбрамбена автономија. Но тоа е многу тешко, затоа што вие долго време сте биле под покритие на американската безбедносна структура. Од тамо доаѓаат сигнали дека треба да преземете дел од обврските, многу повеќе всушност, не е само дел од тие обврски, меѓутоа ние имаме тука процес кој што не се случува преку ноќ. Европските, војно-индустријски комплекси не можат туку така да се преориентираат и да почнат да произведуваат оружје како што произведуваат американските, например. Значи тоа е еден процес кој што трае. Второ, треба да се навикнат на фактот дека постојано на командни места во НАТО се американски генерали. Сега ова ќе измени сликата и во тој правец, претпоставувам, затоа што автономни европски сили би имале природно европски генерали, европски врховни заповедници. Тоа е од една страна му треба време да се случи, од друга страна колку Америка сака тоа да го дозволи. Посочивте повеќе поенти што се особено релевантни, а тоа е дека работите преку ноќ не се случуваат, нити преку ноќ се менуваат. Заради тоа ги истакнавме, ќе ги споменаме и повторно, наративите на изразување. Наративите на изразување понекогаш можат да дозволат личноста да гради за себе, без оглед да е лидер, например, или така натаму, одреден кредибилитет,
на основа на одредена стратегија како сака сето тоа да биде примено од страната која што прати, било да е во преговори, било да се работи за политичката сцена. Например, председателот Доналд Трамп понекогаш користи и некои манифести кои што се познати и во теоријата, обработени, например во теоријата на игри од Џон фон Нојман. Тој е математичар, но успева да воспостави некој приказ на минимизирање на максимална загуба, односно со наративите кои што се користат понекогаш можеш да процениш кои чекори би ги превземала другата страна, дали има простор да се повлече и така натаму. Подоцна тоа е опишано од страна на Волц, кој што всушност ја имплементира оваа теорија на игри во меѓународните односи и каде што вели дека тешко е да постои една светска влада, односно државите се уште заинтересирани со својата сопствена моќ и сила да можат да се сносуваат во тие меѓународни односи и тоа е севкупното дефинирање дека во принцип сета оваа анализа на она што би се случувало во НАТО е дека државите ќе почнат да се зајакнуваат повторно индивидуално, меѓутоа како сојузништво само повеќе ќе придонесат во една заедничка одбранбена политика. Тоа значи дека нема шанса НАТО да се распадне и покрај некои претпоставки дека сад би можеле да преземат еден таков чекор. Ако се согласиме дека ова Трамп што го прави, впрочем, она што го рековте, минимизирање на едноставно на жртвите кои што може би треба да се поднесат. Процесите се етапни, исто како што се случува подеднакво во една држава кога доаѓа до промена на политичката сцена, исто се случува и во геополитичката сцена. Не се случуваат промени преку ноќ. Ние сме премногу изложени на информации, преку социјални медиуми, преку сите постоечки начини да допре до нас информацијата и заради тоа пребрзо ги градиме нашите ставови и мислења, меѓутоа коренот сепак потекнува од она што претходно е случено, кое што е потребно да добие некоја поинаква форма. Во меѓународната сцена увидуваме дека одредени правила доаѓаат повеќе до израз во однос на некои што претходно биле, да речеме, поставени и од тој начин прават геополитичката сцена да изгледа малку збунувачки, но малку повеќе. Не може да бидеме премногу ригорозни, дека не чекаат драстични промени, бидејќи сепак државите се навикнати на еден вид на соработка и единство, може да бидат спремни за некаква дополнителна промена или адаптабилност, но и самиот начин на живот од технолошки аспект со иновативност и така натаму ни го наложува тоа од ниво на граѓанин па до ниво на држава како субјект и понатаму и во меѓународните односи. Тоа е нешто сосема очекувано, само може да добие некоја поинаква форма што самото време со себе ја носи. Добро, но јас сакам да бидам повторно практичен во целата приказна. Имате Европската унија која што потпишува договор со Индија, например стратешки договор, во ситуација кога САД гледаат на Индија како на одреден ривал. Ја имате Велика Британија, долгорочен сојузник на САД се разбира, и член на НАТО и со векови во сојузништво, која што потпишува стратешки договор, практично не е стратешки, меѓутоа многу важен договор со Кина. Кина е најотворено ривал на САД на глобалната сцена. Тоа е оно што го спомнувате, вие може да бидете дел, припадник, член на одредена организација, од X причини, а во исто време да соработувате со сосема други земји кои што може да имаат испротивставени гледишта, ставови, воопшто интереси со дел од вашите сојузници. Ова е прилично компликувано. Навикнати сме да го гледаме светот црно-бело, веројатно што од времето на студената војна, кога се знаеше, го имате СССР, ги имате САД, ги имате Западна, Источна Европа и тоа е тоа. Сега ова е малку покомпликувано за следење и за разбирање. Тоа е терминот што го искористив како објаснување мултивекторска политика. Мултивекторска. Во овој домен, например, Турција е интересен пример. Турција од аспект на тоа како се поставува во меѓународната сцена, соработката трговска манифестирана, например, преку Кина, набавка на енергенси од Блискиот Исток, соработка со Европската Унија, член на НАТО и така натаму. Но
Тоа е еден интересен пример во однос на она што се случува во меѓународната сцена и примерот со Индија, кој што веќе го споменавте. Тие се новите размени кои што во одреден домен прават земјите да ги доведат до израз националните интереси. И заради тоа увидуваат нови шаблони на функционирање кои што ќе направат да дојде до израз, предпоставувам, подобар начин на живот и за своите граѓани. Дел од реториката, која што ја користи, например, американскиот претседател, е посочена и кон внатрешната јавност на државата, а дел е посочена кон надворешната јавност. Позиционирањето дека американците се уште ќе можат да го задоволат, да го исполнат својот американски сон, е еден од постулатите кои што се користи, борбата со имиграција и така натаму, подобрување на трговијата и така натаму. Надворешно, например, се отвараат повеќе фронтови кон кои што Соединетите Американски држави покажуваат одреден интерес, меѓутоа тие честопати не можеме да ги сметаме како идни пореви на ескалација од тој аспект. Добро, како да ги гледате кога американскиот претседател вели кога ќе завршиме со Иран, Куба е следна? И сега нормално човек си поставува прашање што значи ова, Куба ќе биде нападната, Куба ќе се најде во ситуација како Венецуела да ја биде киднапиран претседателот, или сад ќе се обидат на некаков начин да влијаат врз неа. Куба е, знаеме, последниве 70-80 години, иако е практично покрај брегот на Флорида, комунистичка држава која што едноставно е раска во окото на Америка. Меѓутоа, никој не се осмелил до сега да изврши од американска страна, освен санкции, нешто повеќе од тоа. Дека постои непредвидливост во надворешната политика на Соединетите Американски држави, секако дека постои во овој домен, но што е многу важно бидејќи Америка го диктира односот меѓу земјите. Повторно ќе посочам дека постои одреден домен што е наративен израз, одреден домен кој што вклучува одредена акција, како што посочивте, со санкции, прекинување на одредени соработки, одреден вид на регионален притисок и така натаму, но тоа не носи своевидна ескалација. Не сте сигурни дали ќе постои, тоа е проблемот. Од аспект на тоа што премногу често се менува дневниот наратив и политиката на изразување на претседателот Трамп. Како да го сватите тоа? Не може до толку да се генерализира. Експертите кои што ги прават редовно тие анализи на неговите излагања во јавност, увидуваат дека во одреден домен се обидува да прикаже одредена ескалација, меѓутоа следниот ден се повлекува со наративот. Така што тоа е веќе еден вид на маневрирање со тактиката, која што можеби испитува каков тип на импулс ќе доведе до другата страна, можеби сојузникот или соработникот или противникот да се увиди дали ќе направи одредена отстапка, дали ќе се повлече, ќе направи чекор напред или така натаму. Тоа е она бизнис логика што има претседателот на САД во себе, тоа е природно, последниве 60 години е бизнисмен, меѓутоа колку може со бизнис логика да се функционира во светот на односите меѓу државите, знаете? Ова не е бизнис партнерство. Ова е однос меѓу цели нации. Ова е однос кој што често пати може да заврши и брутално, не со бркање од работа на некој како што е во случајот со бизнисот, туку еве во Иран гледате војна. Во секој случај имате право и тоа се забележува по начинот на функционирање и водење на надворешната политика, не само од аспект на изразување преку директно соочување со држави, сојузништва и така натаму, туку и со меѓународните организации. Апсолутно. Се повлекува од едни, влегува, ги менува, создава некои сопствени. Така што во овој домен се доведува во прашање мултилатералноста и заради тоа се обидов тоа и да го посочам при моето излагање. Ако сме биле досега навикнати во тие мултилатерални води на функционирање, каде што постои споделување, заедништво, важат норми, принципи при функционирањето, сега одиме кон мултиполарен домен на функционирање, каде што повторно имаме одмерување на силите, имаме неколку
жаришта кои што на пример изгледаат во јавност како потенцијални, имаме некои што се посериозни, но како и да е севкупниот наратив на изразување, функционирање и разбирање на војната, војните действија се промени од војната во Украина наваму, бидејќи веќе не зборуваме само за конвенционални средства, зборуваме за хибридни модели на функционирање кои што вклучуваат многу други аспекти од сајбер делување, критичка инфраструктура. Тоа се нови термини кои што се воведени во модерната безбедност. Да, добро, имаме војната во Украина е добар пример. Па фактот дека таму дроновите добија огромно значење, зборуваме директно вклученоста на војната на дроновите, тие практично станаа фактори без кои не се може. Од друга страна ги споменувате овие варијанти на војување кои што често излегуваат од фронтовската линија, туку се некаде во позадина, пропагандата на пример. Вие не сте на чисто што всушност се случува на фронтот, па и сега во Иран и во Украина вие имате одредени карти, имате одредени спознаи како се движи фронтот, меѓутоа во основа прашање е веројатно дали и офицерите и војниците на фронтот знаат што точно се случува при толкава наезда на дезинформации, на полуинформации. Вие едноставно, па сега со вештачка интелигенција просто чекам да се појави, не знам, Владимир Путин и да каже се предавам на Украина, или Зеленски имаше во 2-3 пати од такво некои обиди кај што кажува не можеме веќе да издржиме, да се бориме, ќе се повлечеме. Нешто што никогаш не се случило, меѓутоа вештачката интелигенција го дозволува. Ова го прави целиот процес, ако така да кажам, на војување многу покомпликуван, многу посложен. Токму така. Тоа се функционирањата на дезинформациите, новите форми на сајбер вмрежување и нарушување на функционирањето дури на државен систем, на институционален систем, значи различни нивоа на капацитети, тука не е поштедена ниту бизнис сферата. Како што посочивме, војната во Украина воведе нов начин на разбирање на војувањето, од класичниот дека се излегува на терен со војска и така натаму, беспилотните летала, дезинформациите, да не ги заборавиме, од аспект на тоа колку се круцијални во војувањето, бидејќи поддршката која што настанува од земјите најмногу е согледана од тој аспект, што се пласира како информација, која пласира, и сега се враќаме од другата страна, колку општествата одработила да можат да ги на еден начин класифицираат тие дезинформации, да ги проверат, да ги истакнат, да го упатат народот, јавноста, да се заштити од истите, како ги прима, како се пренесуваат и така натаму. Тоа е двонасочен процес на анализа. Но тоа е многу тешко затоа што вие денеска добивате поради интернетот од тих причини информации од илјадници места. И вие, не знам, напамет зборувам, вие сте еден украински човек, граѓанин, обичен граѓанин, кој што отвара интернет и чита информации кои што се контрадикторни едни со други во стотици случаи. Не знае на што да верува. Дали да верува на сопствената влада, дали да верува на русите, дали да верува на Западот, дали да верува на наводно неутрални извори на информации. Мислам, го земам Украинецот како пример. Воопшто, можете Македонија да ја земете. Како воопшто човек, односно една држава и граѓаните во неја да се приспособат на ова неконтролирано ширење на дезинформации? Неконтролирано ширење на дезинформации на еден начин всушност и несегментирање на јавноста до која што стигнуваат. Еве ако ја земеме пример нашата држава, многу е битно како се прима информацијата, сегментирана јавност од аспект на оние кои што користат социјални медиуми во поголем домен, повозрастни лица кои што можеби недоволно ги користат, и тука веќе имаме веднаш два табори: недоволна информираност и дезинформираност. Општествата на основа на својот досегашен степен на детектирање, да речеме, на овие процеси, би требало да го пронајдат сопствениот начин. Постојат анализи, помеѓу кои јас ги имам работено и за Западен Балкан, кога станува збор за влијание на дезинформациите. Знаете, тоа не се наративи на изразувања кои што ги препознаваме само во говорењето, тие имаат сериозни импликации во безбедносниот начин на функционирање на државите.
Потребно е да се проверуваат информациите, за тоа треба еден стабилен надзор да постои како тела на државно ниво, но круцијално е да се процени нивото на медиумска писменост на јавноста, да се работи уште со најмладите генерации, затоа што ние сега дискутираме за медиумска писменост, а веќе има потреба од дигитална писменост. Нашето општество тежне кон тој процес и го следам. Ние навистина се трудиме да фатиме чекор со дигитализација. Она што е како препорака или совет е дека треба паралелно да ги следиме двата процеси на медиумска писменост и дигитализација, доаѓа и вештачката интелигенција. Со право населението е збунето со тоа мноштво на информации на кои што е изложено и веќе не е само мноштво на информации, туку промена на форматот до кој што стигнува информацијата. И едноставно, без оглед на кој дел од светот сте, вие сте изложени на сите случувања дневно политички. Од тука произлегува таа паника во јавноста од аспект на тоа дали некоја политика надворешна ќе ескалира на една држава во однос на друга. Транспарентност. Значи, општествата, институциите е потребно самите да се подготват за еден ваков чин, со транспарентни институции, отчетност кон јавноста, дури и на проблематичните зони кои што постојат во дадено општество, бидејќи само така го разбираме коренот и можеме да продолжиме да го пронајдеме неговото решение. Но каде сме ние во целава приказна Балканот, Западниот Балкан? Тој е ваш посебен предмет на интерес. Дали ние сме комплементарни, еве така да кажам, со околностите во кои што се наоѓаме? Медиумската писменост, способноста за препознавање на дезинформации, на државата колку е способна да се заштити и граѓанинот секој за себе индивидуално. Ако го сакате да го анализирате во една целина Западен Балкан, дефинитивно од овој аспект може да го анализирате во една целина. Пред се заради тоа што дезинформациите не можат да се решат само со единичен пристап на државата. Како и на секое поле, и овде е потребна на соработка, особено во регионот. Потребно е постојано да има диалог во однос на меѓусебниот напредок со цел да се увидуваат позитивните решенија, да се направи некоја соодветна заедничка стратегија за имплементирање на позитивните практики, бидејќи ако нешто излегува со енормна брзина од своите граници, тоа е дезинформацијата. Така. И вие сте засегнати без оглед дали се наоѓате во Србија, дали се наоѓате во Бугарија, дали се наоѓате во Црна Гора, информацијата патува, наративите патуваат. Таа нема граници, апсолутно. Тие обликуваат јавно мислење. Значи, кога зборуваме за наратив, за дезинформации, за информација, информацијата стигнува до некого. Стигнува до јавноста, тоа е општата јавност. Некој дел од општата јавност ќе знае подобро да се сноси на основа на тоа што инвестирал во одредено знаење, да може да ги распознава информациите, од кој извор се произлезени, така некако да ги проценува, дали се реални информации или се недоволно добро разработени информации, на тој начин да се заштити, а потоа тоа размислување се пренесува и на пошироката околина околу тоа лице. Така се пренесува информацијата. Социјалните медиуми треба да се малку по-изразена контрола во тој домен. Но како? Денеска може секој да напише што сака. Во принцип. Државните институции ќе мора да пронајдат соодветен начин на надзор на компетентни лица. Пред се испитувањето на информацијата, така популарно искористен термин fact-checking е многу битно. И позиции од тој домен, исто како и во доменот на сајбер, ќе бидат како круцијални, да речеме, во сајбер специјалисти, тоа сакам да кажам, во некој период кој што ќе следува, бидејќи динамиката на случувањата на геополитичката сцена се пренесува токму на она што нам не се пласира како информација. Понекогаш, еве, ги потикнавме тие размислувања. Информацијата може да не е во незината вистинска форма за одредено ескалирање во одреден период, но самиот наратив пренос, како реална информација или вообличена информација, може да придонесе за одреден вид на паника кај јавноста. Значи, државните институции кои што се надлежни за овие аспекти се тие кои што треба редовно да реагираат со објаснување до јавноста на кој начин да се восприемат информациите преку посебни тела, преку обуки, мерење на интензитетот и капацитетите во кои што се движи нашата држава, но како што посочив, задолжително во соработка со она што се случува во регионот, со размена на искуства, бидејќи не е изолирана материја.
воопшто и севкупната соработка, ако ја разгледуваме од аспект на политичка сцена и економска, не е изолирана материја. Таа патува низ регионот, шири порака и регионот Западен Балкан воопшто не е изолиран, тој е дел од Европа, се пренесува на европската политика и така натаму. Ете, тоа е најтипично објаснување за геополитичката сцена, колку тие сојузништва и прекуокеански и така натаму се повеќе од аспект на меѓусебни пронаоѓање заеднички цели и интереси, отколку само така паушално поставени. Што е со цензурата во целата приказна? Затоа што ние барем сме навикнати на Балканот, кога некој ќе се обиде, државата еве, да реагира на одредени информации, веднаш да биде обвината дека спроведува цензура, дека на некој начин се обидува да воведе автократско функционирање. Да, ве разбирам. Тоа се подобности кои што не се само изразени во нашата држава, на секаде ги има низ Европа, низ држави кои што нас треба да не бидат и репер во однесувањето, не се изолирани од провокативни аспекти, излеви, како што посочувате, дека негде се поставува повеќе цензура, негде помалку цензура. Ако тоа го говори еден дел од јавноста, на која што на пример не е доволно запознаена со проблематиката, тогаш не е доволно запознаена ниту со механизмите. Функционирањето на законодавно-правната рамка, како се воспоставува цензура, кои работи биле прекршени и така натаму. Значи, поголема отчетност во однос на тоа како функционира законот, поголема отчетност на јавните институции за да дојдат, односно да добијат кредибилитет кај јавноста, за да потоа кога одредена информација ќе се произнесе во јавност, да се свати на вистинската основа со вистински легитимитет, како што треба да носи едно тело кое што би потикнало некоја таква активност како што вие посочивте. Македонија има стратешко партнерство со САД, многу ги спомнуваме вечерва САД, се разбира природно, тоа е најдоминантната држава и најтаму во светот. Ние имаме стратешко партнерство кое што сега допрва се развива во некои нови форми. Еве разговараме дури за, не знам, дека ќе им извезуваме некоја руда која што има само кај нас или во многу малку во светот. Меѓутоа, кога зборуваме за тие стратешки партнерства меѓу исклучително голема и моќна земја и една релативно мала како нашата, некој поставува прашање како воопшто може да зборуваме за стратешко партнерство меѓу толку голема, толку моќна земја и објективно многу мала. Видете, тоа е циклус или континуитет на односи кој што ги гради нашата земја и истите придонесуваат во одреден домен и за поголема стабилност во земјата. Да речеме дека Соединетите Американски држави често биле преку представници соодветен коректив на она што се случува во земјата, укажувајќи на проблеми во судството и така натаму. Така што на Тоа е само еден пример, ги има многу. На македонската јавност тоа сојузништво или партнерство да го наречеме и е добро познато и не останува имуно на истото. Ме разбирате, тоа е дел од стратегијата, на пример, која што ја гради нашата земја во меѓународните односи и геополитиката. Меѓутоа, тоа не одминува сериозна соработка и потреба од сериозна соработка во регионот, бидејќи кога се разгледува Западен Балкан, некако во целина сме научени да се разгледува при објаснување на геополитичката сцена, па дури и во самата Европа и Европската Унија и така натаму. Затоа го измислија терминот, впрочем. Заради тоа што е малку потешко да се објасни парцијалниот напредок на една земја наспроти друга, бидејќи се повеќе полиња, некаде задоволувате повеќе критериуми, некаде задоволувате помалку, затоа велам постоењето на меѓусебен диалог и размена на искуства постанува особено важно и беше досега и во идно време, бидејќи новата доба на технолошки развој, иновации, носи поинаква размена на искуства, каде што едноставно потребно е да се земат во предвид сите алатки, добри практики и механизми кои што постојат и кај нас и во регионот. Знаете зошто? Затоа што севкупно регионите се колку блиски, толку различни во однос на нивната геостратешка соработка и тука потекнуваат и на други основи. Социјални, културни, негде има повеќе етнички тензии, негде има помалку.
така што кога превземаме одредена политика или позитивна практика, механизми или алатки, ние сепак треба да ги прилагодиме на потребите на нашиот народ, да увидиме со каков вид на ресурси ние располагаме, за да тие практики станат на вистина реалност, да не бидат само донесени на хартија. Тука е отчетноста. Тука треба претходно да се сработи при донесување, например, на јавни политики, да се увиди реалната потреба од истите, како би се поставиле на терен, која позитивна промена ќе ја потикнат кај граѓаните и на тој начин да може да се предвиди до одредено ниво во една позитивна проекција самата имплементација на вакви јавни политики. Значи, сега посочив конкретен пример за нашата држава, тоа се однесува и на геополитичката сцена. Размена на позитивни практики и на тој начин таа соработка помеѓу државите постанува некаде понормализирана во однос на некои други аспекти, бидејќи едноставно сојузништвата и партнерствата пронаоѓаат некоја заедничка цел на функционирање. Во нашиот случај ние сме мала држава и малку поддршка ни е потребна во меѓународната политика за да се носиме со сето ова што се случува во нашиот регион од аспект на одредени добрососедски политики, но некаде и несогласување и така натаму, така што можеби за добивање на еден појасен правец. Така. И сега Македонија, ако сака да се наметне на светската сцена, најдобро тоа може да го прави преку лобирање практично. И колку што гледам Министерството за надворешни работи и надворешна трговија исклучително се труди во тој правец. Меѓутоа генерално тоа лобирање колку е тешко да се изведе во овие сегашни дадени околности? Многу интересно. Ние всушност како држава имаме закон за лобирање. Тој е донесен чином 2020 стапен на сила 21 година. Така е. Кој што поприлично би требало да има влијание во овој домен што сега го објаснував, начинот на кој што се креираат јавните политики. А исто така да има и одредено влијание во намалување на коруптивноста, отчетност, транспарентност и така натаму. Сметам дека овој закон не е на соодветна основа профункциониран и ете тоа може да биде еден поттик, бидејќи лобирањето на Запад е професија. Така е. И всушност голем број на држави, за да се прикажат на меѓународната политичка сцена, користат лобисти, кои што на еден начин им помагаат полесно да дојде во проток одредена информација, да може полесно да се прифатат одредени ставови кои што ги прокламираат и така натаму. Сметам дека и особено во нашиот случај со патот кон Европската унија, кој што нам треба да ни следува, бидејќи го одработуваме и се трудиме веќе во континуитет низа години. Добро е веќе да имаме малку поструктурирана јавност, кога зборуваме за лобирање, кое што ќе ги представува доследно нашите институции со цел да се потикне кредибилитетот на државата, поприлагодливо да се прикажат проблемите, проблемската рамка со која што се соочуваме, со цел да најдеме не само до разбирање, но најпосакуваното и промена на одредена политика за да си го олесниме патот кон интеграција. Во случајот со Бугарија ова било одлично, например, да се примени, меѓутоа тука се потребни големи средства, панични. И тоа е многу интересна перспектива која што ја споменавте. Јас би рекла дека тука е потребна синергија и стратегија во представувањето. Во дипломатијата нам најмногу ни е потребна отчетноста, кредибилитетот на луѓето кои што не представуваат, диалог, воспоставување на диалог е круцијално, затоа што ако нема диалог не можат ни позитивните идеи да дојдат до израз. Верувам дека секогаш кога настанува, например, одредена промена на политичката сцена, има некој позитивен ентузијазам дека некои работи би потикнале на позитивно и би тргнале напред. Се надевам дека и овој пат ќе биде така. Ако веќе дискутираме за нашиот сосед Бугарија. Еве сега тамо победува председателот, досегашниот председател Румен Радев, кој што очигледно ќе биде премиер на државата, апсолутно победува. Мислам без никаков проблем ќе направи конечно политичка влада. Нашиот пристап беше проактивен, веднаш му се честиташе и веднаш изразивме и премиерот и председателката и министерот за надворешни работи желба за соработка, иако неговите ставови се објективно кон Македонија прилично радикални. Охрабрувам проактивен пристап. Јас соработувам со
научно-истражувачка професорска фела од Бугарија, често пати заедно организираме различни безбедносни форуми, исто така во доменот на дезинформација и наративи, затоа и посочувам дека диалогот е клучен, проактивноста е клучна, пронаоѓање на заедничка нишка за комуницирање, би рекла. Тука е диалогот битен, да се пронедат заеднички основи на кои што вие можете да дискутирате, да произнесете ставови, да произнесете гледишта, за да потоа од стручен аспект се доработи проблематиката. Но секогаш може да се пронајде. Знаете, некогаш некој каже што да разговараме со бугарите за ништо не се согласуваме. Меѓутоа може во принцип. Ако не согласиме за нешто, ќе согласиме за друго. Коридорот 8 секако ни треба и на нас и на нив. Како пример го земам. Несомнено, инфраструктурата е круцијална и таа е основа не само за економијата, туку и безбедноста на земјите, на регионите и така натаму. Ги посочивте клучните работи во геополитиката. Не е само борбата за ресурси, енергенци и така натаму. Инфраструктурата е особено важна, затоа и го посочив терминот како новоформиран, да речеме, во модерната безбедност критичка инфраструктура. Со моето искуство и пробивање, например, на меѓународната сцена, увидувам дека секогаш постои домен да се потикне интерес кај јавноста, без оглед што доаѓате од Западен Балкан, ако имате што да кажете, ако го обликувате соодветно начинот на кој што имате тоа да го кажете, и при тоа би било уште поголем плюс ако пронајдете соодветен начин да ги заинтригрирате со вашата приказна, дека и тие се дел од вашата приказна, дека Западен Балкан не е изолиран, нашата земја не е изолирана, дека регионот да го видат својот интерес во превод. Да го увидат својот и стратешки интерес, ама не е само стратешки, знаете, ете го тука лобирањето и индивидуалниот интерес, затоа што кога на една квалитетна средба се среќаваат представници кои што можат да се дел од некои структури во државата, носители на столбот на институциите кои што се одлучувачки, да речеме, тоа е од круцијална важност да вие добрете преку вашето излагање и да можете едноставно да направите некој позитивен пресврт, можеби во одредено размислување. Ставот е тој што најтешко се менува, но ако успеете да потикнете дека и тука има нешто дополнително што треба да се разгледа, би било во корист на целата стратегија која што ја води државата, тоа е од голем интерес и плюс за секој од нас. Подготвени сме некако држава за вакви сериозни акции, според вас? Од аспект на лобирање, на представување пред надворешна јавност, треба да работиме уште посериозно, затоа и велам, ние одлично е што сме донеле закон, но треба да се имплементира. За да се имплементира, треба да се увиди дали сите механизми кои што таму се предвидени се реално изводливи, да речеме, преку нашите институции, и потоа еден добар мерит систем да стапи на сцена, каде што на вистина тие кои што имаат потенцијал и кредибилитет ќе излезат во фелата, ќе го издискутираат тоа не само пред нашата јавност, туку и пошироко. Лобирањето е многу битно да се одвива и надвор од нашите граници, со цел да бидеме сместени во пошироката слика. Конечно, вие како личност задоволни сте од степенот на вашата кариера, да, се разбира, меѓутоа тоа колку нашата држава ги согледува вашите квалитети кои што веќе ги представувате во Европа. Ова лично прашање, се разбира, може да бидете скромна или не, меѓутоа ме интересира навистина. Се водам по индивидуално ниво, да речам, и проценка. Одлично соработувам со моите студенти. Еве, вие ме поканивте на вашата емисија, ме препознаваат кога треба да напишам одредена анализа. Знаете, мојот пат е некако отворен преку бројни сознанија, апликативни процеси и така натаму, за да стигнам до една нишка да бидам препознаена по одредени проблематики и тематики кои што ги застапувам. И задоволна сум како тоа со леснотија се движи на меѓународната сцена. Во државата, можеби јас сум повеќе овој период меѓународно ориентирана, би рекла дека се уште има простор за соработка, каде што би можела да бидам вклучена и да придонесам секако. Се надевам дека тоа ќе го согледаат, оние што треба тоа да го увидат. Катерина Вилјановска, Блажевска, и благодарам за гостувањето во Заспие ако можеш. Ви благодарам исто така.
разговорот беше одличен и ќе послужи за некои понатамошни мои тези. Се надевам дека тоа ќе се случи. Да, почитувани гледачи, јас се надевам дека останавте задоволни. Ви реков дека малку ќе биде ова на по-високо ниво, условно кажано, разговор, меѓутоа за секој заинтересиран за геополитика релативно лесно за следење. Утре во 15 часот ќе може да го повторите градивото, се разбира во репризното издание. Јас ќе се кажувам нова седма со мене и со нови гости во следниот вторник во 22:30. До тогаш пријатно.